Ова е вашиот Чичко Тале Огненовски, еден од најстарите наши кларинетисти, кој со кавалчето и со кларинетот другарува од својата 6-та, односно 14-та година. Гласот на кларинетот на Тале се огласи во неговото детство, во Народно-ослободителната борба, чиј учесник е од 1941 година и носител на партизанска споменица. Гласот на неговиот кларинет одзвучувал и по ослободувањето до денес. Чичко Тале освојувал високи награди, добивал многу пофалби, признанија. Тој глас се ширел преку настапите не само во Македонија и Југославија, туку и на повеќе континенти. Еве една кратка средба со овој ваш и наш пријател. Татко ми свиреше гајда. И така, јас уште као дете, уште помало 6 годишна возраст, чукав дајре. И така, со ритмот бев запознат уште од дете мало. И меѓутоа, имав мерак за тој инструмент, например, ко дувачки инструменти, за кларнет, општо гледав и кларнети од тоа време. А како изгледаше тоа прво кавалче? Прво кавалче од прилика изгледаше вакво, како ова дрвено исто. Така. Ова кавалче. Од какво дрво е направено тоа кавалче и што други, има ли некои делови или? Нема дело, тоа е од обично дрво, мислам како слива да е, од прилика од нешто тоа, нешто такво. А овде имаме едно поголемо семејство на кавали, од кај се овие, дали тоа се понови или постари? Па има и постари и понови. Кои се, например, постари? Постари се, ево, овие, камате. Овие кавалче. И вам уште едно има, овие постари кавалче. Можеме ли малку да чуеме пред да поминеме на кларинетот со некое кавалче што... Можеме со овие, од прилика што почнав, од дете мало. Да чуеме вака од некое негово помладо братче, некој глас, мелодија. Поново кавалче. Благодарам, а сега да преминеме, еве овде имаме 3 кларинети, еден е помалечок, другиот е среден, еден најголем, така ли? Да. Од каде се овие кларинети? Овие се од француски кларинети, од чувената светска марка Буфет Кампон, од Париз. Си имал 14 години кога си се сретнал прв пат со кларинет. Да. Како беше тоа? Тие беа стари кларинети, тогаш и немаше вакви кларинети, ја не знаев, веројатно, и земав попрост кларинет. Ама ја мислам и тие добро свирају тоа време. Овие се најмодерни, нели? Овие се најмодерни, да. Сега да ни кажеш од кои делови се состои еден кларинет и како се викаат тие делови?
се sastoji кларнето од 5 дела. 5 дела. Горниот дел се вика пифла. А тука има една трска, иначе по наше време сега го викаме платна, нали? И така се стега, како ова менѓеме што викаме, нали? После буренце. И Зошто служи ова буренце тука? Е вака убаво да го видиме. Тоа е буренце овде, нели? Да. Зошто служи? Тоа буренце служи за составување, значи, на првиот дел и третиот дел. А после на тоа се наставува четвртиот дел и петтиот дел и така. А како се вика третиот, четвртиот и петиот, имаат некои своји имиња? Виде ова, значи, првиот дел, што реков, е пифла, другото буренце, овие се, не ми се познати како, а последниот тоа е корпус се вика. Значи, последниот. Овие се меѓу тоа клапни, што искачаат оновите, например.